Тоа уште едно ново наше маратонско отворено студио 1. Денеска за средина на неделата се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски. Стандардно. Доследно, да, и оваа среда сте со мене колешката Јана Јосифовска, а за старт на ова студио да видиме што оно што ќе огледаме денеска на програмата. Денеска на програмата во овај стандарден прв дел во кој што го отвораме студиото се оние изјавите кои што се дадени од нашите гости, било тоа да е во отвореното студио, во централниот дневник или некоја од авторските емисии, а откако ќе го затвориме овој прв дел со Јана, овде ќе ги слушнете најновите информации од Македонија и светот во рамките на информативното издание на вестите со Елена Джугуманова, за потоа да следи една детална анализа на временските услови со колегата Славчо Поповски. Јас и Јана се враќаме околу 15 часот и 25 минути, а овој блок за денеска го оставивме само за колегата Дејана Доновиќ и она што е во фокусот на светот. За околу 16 часот да следи уште едно информативно издание со Елена Джугуманова и потоа нели кујната со Маја. Јас и Јана се враќаме во 17 часот, а наш гостин е веќе поранешниот заменик министер за образование Петар Атанасов. Ќе разговараме за неговата оставка, меѓутоа и што е она што како реформа останува се уште да биде задача во рамките на Министерството за образование и наука. Така ќе го затвориме нашиот дел, пошто ќе следи забавниот, а во забавниот ви е добро познато. Првиот дел од забавата се оние хайлајтси од Звезда број 1, потоа следува ексклузив и на крај Сергеј Варошлија. Во 19 часот и 20 минути студиото го презема главниот уредник на 1 ТВ Ацо Кабранов, негова гостинка Совче Пеовска-Дојчиновска, а ќе разговараат на тема антикорупцијска, го премисли Заев да биде и премиер и министер. Во дневникот, освен со Кабранов, се дружите нели секако и со нашиот презентер Александар Петрески, нивен гостин Бранко Азески, председателот на Стопанската комора, а веќе во 21 часот авторската емисија Печат на неделата со Сашо Ордановски и неговите гости професорите Ана Павловска-Данева и Маријан Бојаджиев, а темата е може ли да се оправи македонското образование. Во 22 часот останете секако на фреквенцијата на 1 ТВ, Звезда број 1, ново шоу, каде што ќе можете да ги погледнете нова емисија од ова шоу, каде што ќе видите до каде се вашите фаворити. И за крај на студиото 22 часот и некаде 50 минути, 23 часот уште едно последното информативно издание со Александар Петрески, а ние одиме со ред. Така е. Тоа е генералната најава и одиме со ред. Го спомена и Чаловски во најавата темата за образованието. Нешто што и вчера Александар Чумовски го третираше во отвореното студио 1. Имено со неговите соговорници ја фатија дел од темата до каде сме во оваа сфера. Што правиме за да придонесеме до подобри и квалитетни кадри од нашата висока школа, односно од нашите факултети. Како да ги задржиме студентите да студираат овде, да не си ја бараат својата среќа надвор. Гости му беа ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Сашо Коруновски и Атанас Кочов од Машинскиот факултет. Двајцата се согласни дека дефинитивно треба сите да поработиме на што подобро, особено високо образование. Но во продолжение слушаме дел од нивните ставови. Важно е да во законот препознаеме развојни елементи и да, она што значи контрола, евалуација. Ние имавме и екстерни евалуации од Европска ИЕП. И тука е таа јасна слика. Знаете што кога стигна на нашиот универзитет екстерната евалуација од Европската асоциација на универзитети, ми рекоа имате една недела да приговарате за забелешките. Јас реков па нема што да приговарам, ова е вистинската слика. Онаму кај што сме добри, кај што не сме добри. Јасно беше една вистинска слика како се гледа еден универзитет. Значи, ние сега треба, заедно со Министерството, да седниме и да ние да ги одредиме тие
приоритети Кој стравува тоа? Еве, одбор за акредитација ќе дава одобрение за формирање на факултети. Тој постоја, ама се покаже какви одобренија дава. Одбор за евалуација за кој зборува проценка на квалитетот на факултетот и универзитетите не е формиран. Што правиме? Стравувате од тоа дека овие нови тела, ако бидат валидни и авторитетни, можат да детектираат прилично слабости кај вас? Не. Оној кој што стравува работи на краток рок. Знаете зошто? Затоа што одржливоста е да вие се поправате. Не сме ние идеални, ниту пак некој има идеален универзитет во светот. Но, што побрзо ги знаете, што побрзо огледалото го исправат пред вас, вие не можете да се поправите ако не знаете кои се вашите слабости. Отворени сме да се соочиме со реалноста. Но со реалноста, а не со фингирани некакви извештаи кои што имаме искуства дека беа правени. Значи, кога ќе направите еден отворен систем и транспарентен, тогаш нема кој да приговара дека нешто некој вака е. Кочев и за вас исто го прашам. Јас не бе согласал со колегата, со ректорот Коруновски во дел од прашањата. Значи, за мене не сум дел од управата ниту на универзитетот, ниту на факултетот, меѓутоа непоимиво е од една година по донесувањето на Законот за високо образование, посебно и нашиот најстар, најдобар, најквалитетен универзитет, се уште да нема статут. Па дури мислам дека и УКЛО го донесува статутот со задоснување можеби од 5-6 месеци од донесувањето на Законот за високото образование. Непоимиво е да нема формирано совет, национален совет за високото образование. Непоимиво е да се реши начинот на финансирање на високото образование. Непоимиво да не постои агенцијата, бидејќи сето тоа се сегменти кои што мора да допринесат во подобрување на условите на работење и студирање на сите универзитети во државата. Внимавајте, сепак постои ректорска конференција, влијанието мора да се направи врз министерството за да се ускладат сите овие работи. Не може високото образование да трпи затоа што имаме нефункционални одредени одбори или органи. Се знае постапката која е. Ректорската во соработка со Министерството да се донесат сите овие, односно да се изгласа, да се формираат сите овие тела, за да можеме да почнеме, бар од новата академска година, да почнеме да функционираме правилно. Во овој случај, внимавајте, една година е изгубена. Кај изгубивме многу години претходно со начинот на финансирање, еве уште една година, меѓутоа мора да се стави крај и мора да се продолжи по нова патека на развој на високото образование во државата. И колку поскоро тоа се случи, толку мислам дека работите ќе може да се поправат. Според врховниот судија Шпенд Деваја, постои различност кога се опрашање судските процеси, но кога е во прашање всушност попрецизно етничката припадност. Тој смета дека генералната перцепција кај албанската заедница е дека поинаку се постапува во судовите кога е во прашање дело сторено од албанец. Меѓутоа, освен Шпенд Деваја, гостин кај Гордана Домњак во Правда и неправда беше и професорот Гордан Калајџиев. Да слушнеме што тие зборуваа синоќа, секако ова е дел, а целиот разговор можете да го погледнете на YouTube каналот на 1 ТВ. Ако луѓето сватат дека и такви најсериозни злоупотреби од режимот остануваат несанкционирани во кариерата, зошто пак би менувале битно некаков начин на поведение или на учење навики. Така што, друг е проблемот дали сега тука низ призмата на Врховен има некоја борба меѓу некакви судски елити, бидејќи ние дојдовме сега во Македонија, се подели општеството, за тоа сме зборували порано, а од една страна Врховен суд, од друга страна, не знам, обвинителството, вклучително и специјалното, заедно со Министерство за правда имаат различни гледања на најважните можеби правни проблеми во моментов. И тука има практично некаков ривалитет, веќе поделеност која што не оди по систем на влијанија, туку по некакви судски елити врзани со политички и со аргументација повеќе политичка отколку правна. Ние преска зборувавме за етничкиот дел на тој проблем, а го имаме и на партиско ниво. Значи, ние правните проблеми или решенија, од законски до практични,
луѓето ги застапуваат од политички аспект или од етнички, не од правен. И ние правна дебата немаме, па дури никој не ги праша за овие спорни закони обвинители. Постоеше посебна комисија и сега влијае на тоа странски амбасади, политичари, кои не стигне даваат изјави за никој не ги правни праша, билите обвинителите, дали сака не ги да прашувате, кажат... вие не ги прашувате, ни медиумите. Не, проблемот е во нешто друго. Се забележува на едно општо ниво многу тактизирање. Има ли тактизирање и во овие случаи кај Врховниот суд? Имам чувство како да сака Врховниот суд еден преседан што беше направен со поранешниот премиер Владо Бучковски, се одложи извршувањето додека не се донесе одлука по вонреден правен лек, сега да го прави истото. Значи, за мене не е спорно одлуката на Врховниот суд во однос на случај со Гордан Јанковска. Тука е заоснован закон за крична постапка, не знам секој член, не е битно го цитирам, каде што може да се одложи извршувањето на казата затвор до конечно одлучување на одлуката на Врховниот суд. Не ги знам ја деталите, стварно бидејќи... Ама добро, ако велиме дека е вонреден правен лек. Јас ви кажам дека во Законот за крична постапка постои таква можност, каде што е дозволено одлагање до извршување на крична казна на казна затвор до окончување на одлуката на Врховниот суд. Колку е тоа вистинскиот мотив, кажете ми? Знаете што, се согласувам дека порано немало таква пракса, меѓутоа во задните неколку години се е воведена таква пракса и во многу ретки случаи Врховниот суд одлучува за такви случаи за одлагање. Значи, не знам деталите за случајот на Гордан Јанковска, бидејќи више не сум во Кривичниот суд, меѓутоа веројатно колегите или во одлуката која е објавена на веб страната на Врховниот суд се наведени причини од кои се одлага. Меѓутоа што го кажа колегата Каладжиев, се согласувам дека за среќа до 2015 година имаше голем број на разрешување на суди. И тоа по еден основ, на совесно лично работење. Ниту еден обвинител за ништо нема никаква одговорност. Значи сега се поставува, тие секоја сака да бидат барабар со судиите, во однос на примањите, во однос на прибивањето. Добро, за волја на вистината и кај судиите во последните години нема разрешувања и има на некој начин и одолговлекување. Ама тоа е едно од најголемите забелешки и на Прибе, и на Греко, и на сите е релевантни, бидејќи треба да се направи градација. Не може судијата за било која порада да биде одма разрешување. И тоа, фала Богу, се направи со новиот закон за суди, се направи градација. Што представува тешка повреда, што представува лесна повреда. И да се применува. Значи, судиите не бегат од одговорност. Не бегат. Меѓутоа, знаете што, тој етички елемент, несовесно. А од синдикатот на полицијата, меѓу другото, бараат државата да почне конечно, па и судовите со судските постапки, како што велат, да ги штитат повеќе полициските службеници кои што се изложени на напади. Имено председателот на синдикатот Цветковски вчера гостуваше во централниот дневник на 1 ТВ. Истакна дека конечно според нив веќе почнале судовите поитни постапки да водат процеси против напади на полицајци. Последниот бил вчера напад во Тетово, каде што полицајец се здобил со тешки телесни повреди. Според синдикалците од полицијата, граѓаните требало да сватат дека полициските службеници ги штитат нив, меѓутоа од друга страна тие немале никаква заштита. Слушаме дел од неговиот став. Може би е една од ретките постапки која што се водела подитна постапка пред судовите за овие причини. Инаку, како што сами знаете, ние пред месец и пол имавме една панел дискусија на оваа тема, на која разговаравме за неажурноста на јавните обвинители и судовите кога се работи за напади врз службени лица. Кои пак си ја префрлаат вината еден на друг. Тие си префрлаат вината еден на друг, а си одеваме ние полициските службеници. И само да напоменам дека во овој период имавме многу интензивни активности на терен, разговаравме со нашите колеги во полициските станици. Речиси од сега да добивме најави дека
многу е зачестен бројот на напади врз полициски службеници и токму денеска оваа вест не израдува, што значи дека сите наши напори и разговори со невладини организации, со представници од јавнообвинителската и судската функција вродуваат некој плод и се надеваме и другите судови и другите јавни обвинители ќе ја следат оваа пракса. Зошто им требаше толку време на обвинителството и на судовите да почнат да реагираат за овој проблем? Видите, сметам дека конечно полека се ослободуваме од препреките што значат лични познанства, партиски влијанија и дека почнува да функционира правната држава. Ова е пример еден за тоа. Дека ќе мораме да ги викнуваме граѓаните дека ние кои што треба да ги штитиме, исто така треба да бидеме заштитени. За да го заокружиме за самиот крај овој разговор, се плашите ли од најавениот ветинг и како ќе реагирате кога ќе излезе раководството на МВР или оние кои го спроведуваат ветингот со конкретни докази за одреден број полициски службеници кои не работеле согласно законите? Ние како македонски полициски синдикат будно го следиме постапката околу ветингот. Во секое време се интересираме до каде што е стигнато околу изработката на законот и се вклучуваме во сите фази од донесувањето на законот. Нема што да се плашат оние кои што се чисти пред законот и пред државата и своите фамилии. Оние кои што имаат сторено кривични дела, оние кои што се стекнали на незаконски начин со својот имот, треба да ја мислат. Но тие нема да ја уживаат вашата поддршка? Нема да ја уживаат сите оние кои што се сторители на кривични дела или кои што на незаконски начин се стекнали со имот. Но она што сакам да го потенцирам, исто така апелираме под ветинг да се најдат и политичарите, и претениците, и судиите, и обвинителите. Бидејќи во оваа држава не се само полицајците тие што треба да бидат изложени на ветинг, бидејќи сите сме свесни дека голем број на овие категории на луѓе што ги спомнав, исто така на многу чуден начин се стекна со големи богатства и звања и се што имаат како титули во образованието и така натаму. Агостин Чомовски во отвореното студио беше Изе Цури, човекот кој што важи за еден од најголемите кројачи во Македонија, модна икона, затоа што шиел и за светската модна елита. Утре во Даут Пашин Амам ќе ги представи креациите на своите студенти од својот институт за мода, а во отвореното студио со Чомовски разговараа на тема македонска европска мода, стил или кич. Ја кога сум почел занат, значи 64-та, прво сум почнал кај Цале, па после заедно со Томе Малиновски и со нарошто со Благоје Ангелковски. У тоа време, за да завршам почетокот кога ми поставивте прашање, имавме минимално 30 одела неделно да шиеме, со помера. Значи, тоа е право од кутюр. Тие мајстори кои ви ги спомнав сега, да беа во Франција, тие би били светски имиња. Апсолутно сосе големи мајстори, затоа со нивното знаење кој што сум ги научил ја, сум ги отворил најлуксузните врати во Франција и така да били големи мајстори. Цури, кој е водач во оваа светска игра на модели, на стилови и така натаму? Кој ја преферира модата? Ама оваа висока мода за која денеска говорим. Видите, високата мода е денеска е само една промоција, голема промоција. Сега ќе ви кажам дека и прошлата година Dior, кој нивната ревија кошта отприлike по 5 милиона евра, која прават, и ни еден модел не е продаден. Меѓу тие се служат тоа за промотивни материјали, големи коктели, готово, и така да после целата медија во светот, тоа нив ги промовира, значи тоа е промотивен материјал. Кој се облекува во модата, со тоа мода? Тоа се лимитирани луѓе, апсолутно, кои ја осеќат модата, кои имат големи могуćности финансиски, тоа да се облекуват, но тоа е лимитиран. Сега нема повише од 900 луѓе во светот. Меѓутоа има нешто помалку од тоа кој се вика претапорте и креаторите, каде тоа е веќе за маса. Како во Македонија и во Скопје се следи
да речем условно, светската мода е низ светските брендови што тука се продаваат. Да, знаете што, видите, ова во денешно време, ја кога сум учел занат во Скопје, ние сме имале една новина која се викаше Ел, и таа новина беше 5 години стара и ние делевме тоа, ајде кај тебе една недела, денеска, значи, не сме имале тие информации, морали сме да идеме по музеите, по библиотеките, кои не постојале кај нас. Денеска, апсолутно, вие имате светската библиотека во джеп. Така да, децата во Македонија се исто обавестени као оној што е во Нью Йорк, као оној што е во Париз. Сега нема истите услови, мислим, да тоа да иде по музеите, А денеска ревиите постанале од отприлика некој кич, затоа што директно може да ги гледате секој ден тоа да. А све до 90-та година тоа било некој сан, некој да иде во една ревија, затоа што не можеле да видат тоа на телевизија ни на интернет као денеска. Значи, децата во Македонија апсолутно се информирани као во целиот свет, а можда и повеќе. Затоа, пошто ги немат исти могучности да патуват и да идат, и таа повише стават некоја енергија да тражат и така. Јас се изненадувам дека чак кога на студентите збориме со нив, знаете дека има многу ствари кои ме учат. Да? Да. Од овие 40 кои ги учите на стилот и на од нив учите. Имат повише време од мене кои да тражат и така. Ние не сме од таа генерација електронска, а тие се фантастични. Ова беше делот од отвореното студио кој што е стандардна практика во овој отворен дел. Меѓутоа да, сме имали и гости во 14 часот. Останете со 1TV затоа што набрзо следуваат вестите, а таму се дружите со Елена Джугуманова и ќе ги слушнете на новите информации. Меѓу нив и тоа дека Зоран Заев според антикорупцијска не може да ги извршува двете функции, премиер и министер за финансии, меѓутоа подетално во вестите. Така, и подоцна ќе третираме во отвореното студио 1, како што најавивме со Кабранов, така што да, останете со нас и гледаме нешто по 15 часот.